Господине Памер, годинава одбележувате 30 години од членството на Австрија во Европската Унија. Како беше тогаш, а како е сега? Сигурно и во секој случај ситуацијата е подобра од пред 30 години. Тоа го означува крајот на биполаритет во општеството. Предходно имало тенденција за стагнација, за задржување, меѓутоа потоа настанува модернизација и еден голем општествен развој. Сега припаѓаме во еден простор на заеднички и подобри основни вредности, простор на безбедност, на благосостојба и на правна држава. Што е подобрено со членството во Европската Унија? Имаше ли скептицизам кај граѓаните и политичките партии во 1995 година кога Австрија се приклучуваше кон Европската Унија? Ова скепса, меѓутоа, секако дека имаше скепса, особено поради идентитетот, поради промена на јазикот, на некои ознаки, символи и така натаму. Меѓутоа, со текот на времето се поспоставени нови норми, има слобода на движење на работниците, на работната сила. Особено имаше скепса исто за губење на благосостојбата, за сиромаштија и така натаму. Меѓутоа, со новите норми и со годините лесно се надмина таа состојба и во моментот условията се подобри. Колку изнесуваше бруто домашниот производ на Австрија пред влезот во Европската Унија, колку изнесува по влегувањето во Унијата? На ова прашање можам да дадам еден доста конкретен одговор. Во 1995 година бруто домашниот производ изнесува 250 милиарди евра, а од друга страна во 2023 500 милиарди. Сето тоа меѓутоа се релативизира поради инфлацијата и кризите во текот на годините, меѓутоа можам да кажам дека просечно нето националниот доход се зголемува годишно за 0,7% и или вкупно во сите години кога ќе се земат во предвид различните инфлацијата и различните други услови и промени, 7,6% повисок нето пораст на приходот. Ова може да кажеме дека се должи на припадноста на еден единствен заеднички пазар и проширување на пазарот со тоа што имаме 18.000 работни места, зголемување на бројот на работни места и бидејќи особено Австрија зависи од извоз на производи, што би можело да биде пример и за Северна Македонија како една помала држава, така што да се насочи кон експорт на производи, но исто така и голем број на субвенции и финансиска поддршка од Европската Унија. Какви можности им се нудат на младите како држава членка на Европската Унија и зошто е подобро да се биде млад човек што живее во земја што е членка на Европската Унија? Најголеми добивки за младите се слобода на патување, слободен пазар за нови работни места, нешто што младите под 30 години особено го поддржуваат во оваа држава. Сметаме и тие сметаат според анкетите дека Европа е иднината за младите на државата. Покрај тие добивки, покрај слободата на патување и избор на работни места, исто финансиската поддршка и секако припадноста на еден заеднички единствен пазар. Како гледате на патот на Македонија кон членство во Европската Унија и што според вас треба да се подобри за нашата земја да стане членка? Убеден сум дека Северна Македонија ќе биде член на Европската Унија, затоа што самата држава е дел од Европа, како историски, така и во секој поглед.
Прашањето е кога, а не дали. Така што Австрија е еден од најсилните поддржувачи на учеството, односно членството на Северна Македонија на Европската унија, но и воопшто на сите земји од Западен Балкан, затоа што јасно можам да одговорам дека Европа не е целосна без земјите од Западен Балкан и тие во секој поглед припаѓаат во неа. Доста е веќе сторено за членството на Македонија, на Северна Македонија во Европската унија, што би и придонесот на незиното членство би бил стабилност, безбедност и позитивни критериуми во секој поглед. Во тој поглед патот кон Европската унија е секако комплексен и полн со предизвици. Меѓутоа, како што кажавме, веќе доста е сторено. Сепак, најважно би било да се постигне правната држава, реформите во судството и во правниот систем. Мора да се спроведат некои норми кои што се основни и основен услов за пристапување во Европската унија. Има две противности во перцепцијата за многу брзо пристапување во Европската унија. Меѓутоа, потребни се голем број на трансформации и транзиционен период за тој премин, затоа што има многу норми, тоа се десетици илјади на страници испишани за нормите во Европската унија кои што гарантираат безбедност, стабилност и сигурност. Меѓутоа, не треба само да се преведат овие бројни страници, туку исто така и да се спроведуваат, да се спроведат. Тоа би било целосно подобрување и промена на животот на граѓаните, меѓутоа потребно е за тоа време и трае малку подолго, а некако што младите сакаат се да биде многу брзо, затоа што тоа гарантира подобар живот и безбедност, меѓутоа реформите се големи кои што треба да се проведат, а од тоа најмногу добивка ќе имаат младите. Сепак треба време и трпение за да се заврши сета таа работа. Господине Памер, за крај на нашиот разговор, која е пораката од вас по повод Денот на Европа? Пораката би била дека Европа треба да се направи посилно од кога и да е, и дека Европа има потреба од Северна Македонија и Северна Македонија припаѓа на Европа. Надеж и доверба се работите кои што и зборовите кои што се и во политиката исто многу важни. Господине Памер, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во Македонија наутро на македонската телевизија. Јас вам ви благодарам.